Велика сабота е денот меѓу смртта и воскресението, меѓу петок и Великден, денот што ги спојува распнувањето и радоста. И за овој ден во црквата Свети Кирил и Методи во Тетово ќе се одржат свети божествени литургии, кои ќе го наговестат Христовото воскресение Великден. Денес е света и велика сабота и во овој ден се спомнуваме за слегувањето Христово во адот, кога Христос умрел на крстот, бидејќи имал потполна човечка природа и човечка душа и човечко тело, со душата одел и им проповедал на душите кои што биле во адот. Сите кои поверувале, им ги отворил вратите на адот и ги возвел во својот покој, во своето блаженство. Значи, со душата е во адот, а самиот како Бог е на небесата, а неговото тело во овој ден пребива во гроб и затоа тоа е ден на одмор, ден на покој и затоа во стихирите пееме дека тоа е најблагословена сабота, но сме во моменти на исчекување на воскресението. Се уште постиме, се уште сострадуваме и заради тоа на велика сабота според типикот постои обичај свештеникот до пола литургија на вечерната да служи во темни одежди, а потоа од пола литургија да се преслече во светли одежди. Постојат храмови каде на алилујарот се фрлаат светови, се звони, со што веќе се наговестува радоста на самото воскресение. И затоа Господ го создал за 6 дена светот, а седмиот го благословил за одмор, а седмиот ден е саботата. И така како што го благословил седмиот ден за одмор, сабота, во тој ден и неговото тело во гробот одмара. Иако ние саботата веќе не ја празнуваме како центар, бидејќи Христос воскресна и затоа приоритет даваме на воскресението и го празнуваме не седмиот, туку првиот ден од седмицата. Тоа е сето што се случува велика сабота, се одбележува со света литургија, со вечерна богослужба, многу луѓе се причестуваат во тој ден. И со тоа веќе се полека постот доаѓа до својот крај. На Велика сабота ноќта на полноќ се објавува најрадосната вест, веста за Христовото воскресение.